Неопходно е ревидирање и подобрување на постојната процедура за утврдување на цените на водните услуги. АТКОМ и Регулаторната комисија за енергетика, преку стручна и конструктивна дискусија, пред представници на релевантните институции и засегнатите страни, ја представија иницијативата со цел да се обезбеди одржлив, фер и транспарентен тарифен систем, кој ќе го подобри работењето на јавните комунални претпријатија и ќе понуди решенија за нивна финансиска одржливост. Нудиме поголема стабилност во одредување на ценава, кое што ќе ги отсликува реалните потреби на претпријатијата, потреби до аспект на инвестиции, одржување и инвестирање во нови технологии, а исто така ќе се резултира со подобрена услуга која што на крај ќе ја искористат граѓаните на нашава држава. Според постојниот модел, Регулаторната комисија дава минимална и максимална цена за водните услуги, а советите на општините од политички и социоекономски причини најчесто ја одбираат пониската понуда, која не ги подобрува економските перформанси на претпријатијата и не ги намалува загубите на вода, кои во просек во Македонија изнесуваат 64%. Носењето на конечната одлука од страна на регулаторот не значи одземање на ингеренциите на општините. Ова напротив преземање одредна одговорност и обврска од општиниве и советиве на општиниве до Регулаторна комисија, бидејќи тоа е и наша основна функција како регулатор. При пресметка на методологијата на крајната цена, значи Регулаторна комисија ги разгледува темелно, структурално и функционално и ги анализира сите податоци, индикатори економски и финансиски што треба во определување на самата цена. Токму тие факти се гарант за тие јавни комунални предпријатија да добиват, значи, некоја добра финансиска импликација и да бидат стабилни во самата дејност што ја извршуваат. Голем број јавни предпријатија продуцираат загуби или се на прагот на рентабилност. Финансиската нестабилност на јавните комунални предпријатија најмногу придонесува тоа што најголем дел од вкупните приходи кои што ги остваруваат комуналните предпријатија оди на плаќање на обврските, посебно во делот на електрична енергија и за исплата на плата на вработените. Сето тоа не коиндицира со зголемувањето на цената на водата, бидејќи секош се оди на најниската ставка на определување на цена на вода. Доколку иницијативата не биде усвоена, како последица ќе има презадолжени јавни комунални предпријатија, зависни од донации, енормни загуби на вода, немотивиран и несоодветен кадар и пат на квалитетот на услугата.